Дойди овде. Здраво, здраво друштво. Саат е 11:15. Ќе кажете дека не е нормално време за станување за дечко што се занимава со фитнес, бодибилдинг, здрав начин на живот и било како. Ама, изминатите неколку дена бев фул со работа и вчерашниот сон го жртвував за тоа да можам да бидам поуспешен и да вадам почесто видеа за вас, баш за вие што сте тука позади камерата. Тирав цело видео вчера од почеток до крај со Деки, денеска го гледате видеото, го пуштаме сега да се аплаудне. Видеото е 50 на минути, нешто така. Че имаме вакви кратки видеа влогерски, видеото со Деки и со сите надпреварувачи ќе бидат по саат време, баш со намера да ги запознаете од почеток до крај. Не е поентата јас да бркам алгоритам со тие видеа, поентата ми е да пренесам информација, да правиме на револуција. Зошто? У која содржина од 15 минути вие би го дознале нивниот пат до шампионска титула, нивниот трнлив пат на исхрана, припреми, сон, хидрација, начин како ги изведуваат вежбите прво и основно ти мораш да видиш, и мене концептот ми е да видиш ти првата и четвртата серија или првата и третата серија на надпреваруваш како ги изведува, за да и научиш нешто од твојот ред. Него ме има тоа основа саат време и тоа е тоа. Како една телевизиска емисија, YouTube денеска е многу поголема платформа кај што можеш да гледаш милион емисии. И јас одам да си правам за јадење. Се слушаме, се гледаме, ќе биде дейли влогче прво и тоа е тоа, се селам од студентски, почнува еден нов старт за мене, еден нов почеток, прв пат, ова ми беше желба уште од прва година средно. Сите што не знаат, сум интернатско студентско дете, живеам во Скопје од прва година средно, сега сум трета година факултет. Го оставивме факултетот, го стопиравме. Желбата да седам во стан, што сакав да ја постигнем уште у втора, уште у трета средно, а постигнав у трета факс, ама самостално. И затоа сум си многу горд на себе и тоа верујте само во тоа што го правите и правите го со љубов. Ако немаш ко нешто пасија, обсесија, ако немаш ко нешто, не знам тогаш која е целата на крајот од патот. Мојата цела знам јасно, а кога ќе почнеш да работиш, па ќе се отворат уште многу цели што нема да ти биде ништо јасно. Така да, дечки, уживајте, многу сакам 11 саат, јас сега станав, си легнав во 6, ама го завршив почеток до крај со тампнейл, со реклами, со се. Да запознавам со собата малце, може? Ајде! Ево да видите кај живеев јас. За сите што мислите дека нешто е невозможно, знаете дека е повеќе од возможно. Ева мојата досегашна кујна. Од последниот оброк вчера пред спиење сум оставил нешто малце. Еве ги условите што ти требат за да направиш нешто. Фриждерче, тука имаш за овошје, блендери, мендери, се и свешто. Омивалник еден, крпичка една со од базаро може да си купите оваков редач, како да го кажам, за ствари. Две рингли што и не се најдобри, ама сепак бркат работа. Горе, tips and tricks. Не ги фрли искористените паковки. Ова е неплатена реклама. Тука имате исто паковка од суплементи. Теглење од суплементи, кај што има зачин и на друго. Орис, вампир, овес, се се чува таму внатре. Тоа е регистратор. Горе имаме. Ете ги таму резервните, стоја се носа протеинче. Тука сега за качалка, за клучеви, на Ивана и моите. Качалка за лишта. Тука се чува торби. Ова моето шкафче. Сега за разлика од другите соби, ова е поголема. Во собите за двајца во студентски дом го целаш, тука имате една даска и левиот е за тебе, десниот е за цимерот или како ќе се договорите. Абсолвентските соби, тоа е предност што имаш ова. Тука имаме пижами, гајчи, мајци, чорапи, крпи. И тука горе исто, поштарен простор. Ево моето столче, размано. Не практикувам да им биде размано, ама сега буквално станувам, си го средом. Ова ми е сет од вчера, ова са лишто што ги носат пред спие. Ова е пижамата што носат во текот на спиењето што се исплатив, бидејќи не знам кој го планирал ова тука да има само едно џамче на кипшот што се отвара, нама едно фиксно џамче, еден фиксен огромен џам, нема врска. Тука имаме лаптоп, опрема, ерфраер, ева мојата работна површина, мојот поглед. Тука имаме книги, суплементи,
неплатена реклама. И тоа е тоа, тука гори имаме опрема за тренинг и нешто што е останало од архитектурата. Сум правил јас макети, дечки, што мислите? Тука се кутии за било шо, значи ring light, фон, едно, друго, трето и креатот. Дечки, тоа е тоа, одам да се правам појадок и се гледам. Цел ден се гледам, значи, тоа е тоа. Дечки, ова видео пред се сакам да ве измотивира сите што сте во интернати и во студентски домови, дека не ви треба многу голем простор за да се храните здраво и да водите здрав начин на живот кога е во прашање исхраната. Еве ви пример, во нема ни 1 квадрат се спремам веќе 9-10 месеци успешно булк и можам да ви потврдам дека се е возможно доколку се сака. Тоа е тоа, одам да јадам јас, се гледам. Не веш опреш? Објавувам стори. Колку е чудно во него, не чувствувам каква работа. Буквално. Стори и таква работа да ставам, не чувствувам. Ама, не чувствувам каква работа, ама работа што да сакам. Синојче си легнал во 6 саат са бајла, тоест денеска си легнал во 6 саат са бајла, а бев станат у 11. Тој ќе го гледат во видеото. Значи, колку саати има спајата? 5 саати. 5 саати па функционираме. И се ставам стори, имам оброк еден едено. И така. И сега што преш? Сега да оставам сторито и да го догледаме видеото дали имаме негден грешки. И одиме, почнем да се спреаме, да спокоиме, че видите во текот на видеото и поиме да се селиме, конечно. Брекфаст. Тоа не Ивана, јас хидрати имам намалено. Тоест, јадав хидрати, јас од сабајле имав едно парче тонус. Да. И шейкче, што еве уште пробам да го испием, оти многу се натравив. Окей, let's go. Окей, let's go. А? Шо? Не се видих. Читајте, отпред време. Спойлер. Спойлер алерт. Дечки, гледајќи вака ретроспективно, мислам дека би можело некој да помогнам со едно детално видео од целиот интернатско-студентски живот, па ако собериме 100 лајка, мислам дека можеме, бидејќи сме 250 сабскрајбери, пола од сабскрајберите, ако може да собериме 100 лајка и да снимаме детално видео од 15 на минути. Ајде. Друштво, скоро празно е, така да одиме полека да ги носиме стварите и тоа е тоа, се гледаме пат, станот, не знам, прв дейли влог ваков ми е, така да се надевам дека ќе се снојќем. Ајде се гледаме по пат. Ще ме фала вие поглед, дефинитивно. Една третина полно, то може да речем и пола. Но има да биде цело полно тук вътре. Сега. Кој се селе? Не знам. Изнервирана си? Мало. Ти не те почекав? Сперче. Ајде. Лаптоп овде го ставив, ела. Оде. Окей, супер. Фул хаус. И ти имаме уште ствар. Оде мене. Let's go. Да не намалят копирајт. Се собраме конечно. Не целосно. Не целосно, че треба да се оцелуваме, значи со денови тоа како ќе идат помалец, така се вика тоа. Ги земеме стварите што не остана, одиме на кај станот, сведеме со газдрецата, да извршиме прва уплата кирија, конечно после 7 години, прва, втора, трета средно, прва, втора, трета факс, значи 6 години. И четврта, поради што беше корона, одев чат пат во Скопје, ама значи, да речеме живеам во Скопје еве 6 години. Од кои немам ни една живеена во стан. Беше желба, стварив мојата желба. Сега ќе гледате дефинитивно почесто видеа, дефинитивно веќе уклучуваме full day of eating, уклучуваме на Инстаграм рецепти здрави, бидејќи нема услови
во студентскиот и покрај тоа што нема постои пави снимив некој. Имаме еден нов убав старт. Треба да на интервју за работа денес. 7 попладник 19:00. Друго што имам тренинг денес. Или ќе правам калистеникс грб бицепс, или ќе правам во теретана грб бицепс средно задно работа. Или пул. Знаеш што ви кажам, луѓе, верувајте во тоа што правите го со љубов. Че има падови, че има тешки моменти, издржите ги само и на љубов ден. И уживај во влогот. Have a great day. Ивче. И од мене. Have a great day и од мене. Разбира тоа мислам јас, не треба да се каже. Па, знаеш како? Досега сум била зад камера секош. Не, у влогот што треба да излезе овие нови. Добро се, още тоа. Още се тоа. Ама најчесто, да не речем 95%, сум зад камера. Ти си камерманот? Да. Причината за, како се вика, за убавите видеа и што не се статични, туку се во движење. Не прате константно со гледачот, да се гледаш, what the fuck. Прате константно со човекот што прави на тренинг, со тренарувачот во овој момент, во други моменти ќе биде со некои други, така уште многу серијали не чекат, многу големи работи чекаат. Некој при крај сме од warm-up сетот. Тоа беше, вселувањето ми беше у една од чек-листите на warm-up сетот и за 2 недели се надевам дека ќе успеам официјално да ви кажам дека сме влезени во работните серии. Who knows, knows. Не откривам многу. Кој знае, знае. Да. Тоа имаме да кажем. Тие што знаат, знаат од кога го зборувам тоа, тие што не знаат, че знаат, а тие што не веруваат, сакам да си ги поздравам. Да сакам најдобро. Тос. Кис. Не пречеш кис. Ова е најдобронамерен ироничен кис. Сакам свет си како сакаш. Ечо. Здраво, друштво. Стигнаме конечно во станчето. Се вселивме. Сега имаме минимално работа да изџугираме, да средиме класично вселување до стан. Да си ги наместиме стварите наши во регалите. И јас од 19 часа, 7 сати имам, за 2 сати имам проба на работа, да речем. Во една теретана што нема да откривам се уште, пошто не знам дали ќе ме примат. Поминав интервју, беа доста задоволни од мене и сака да ме видат колку познавање имам од тренинг и тие ствари, алтернатива на вежби. Преселивме. Уште не сум јаден ништо. Едино првиот оброк. Го допив еден шейк на Ивана. Минимално. Ама сега че имаме многу поголеми остави. Од тука гледам релната и ми се јаде. Одам да купам за јадење, да чистиме следен оброк текче со зеленчук и салата. Не заборавајте, значи лайк, да го шернеш ова и subscribe, че едно мислам. Фала на поддршката, се гледаме со многу видеа сега, почесто, тоа. Peace.